Нашата гостинка е магистар по археологија, блогер, туристички водич, понатаму добитник на награда за промоција на Македонија и основач на ХАЕМУС, Центарот за научни истражувања и промоција на културата. Мислам дека наведов се, ама сигурно сум дека изоставив нешто, затоа што има многу. Добре дојдовте на Василка Димитровска. Добре дојдовте во Ова е Македонија. Ви благодарам многу за поканата да гостувам на националната телевизија и баш пријатно се осеќам дека во вашата студија. Драго ми е што е така, знам дека имате денес куќна слава и дека издвоивте време да дојдете и благодарам уште еднаш. Така. Како настана ХАЕМУС? ХАЕМУС настана пред отприлика околу 2 години, бидејќи сега званично славевме 1 година од постоење на центарот, како еден обид на повеќе колеги кои се занимаваат од областта на културното наследство, да направиме нешто повеќе на полето на науката и промоцијата на Република Македонија. И едноставно, кога се регистриравме, ги офативме сите ставки од археолошки ископувања, менаџирање, промоција, публикување, па дури и до туризмот, кој се однесува нели на сите овие гранки аспекти од културното наследство на Република Македонија, и мислам дека за 1 година постоење би требало да сме задоволни од се што сме сработили. Така, додека ние разговараме, веќе гледаме и фотографии од случувања кои што се токму во организација на ХАЕМУС. За ваш магистарски труд ги одбравте сознанијата од ископувањето на локалитетот, да не сгрешам, Рукбајер се вика, во Свети Николе од 1970-та. Нешто кои што се денес сместени во музеот и завод на Штип. Зошто токму фасцинација од Рукбајер? Јас уште додека студирав, тоа е познато на моите колеги, бев заљубена во камените алатки. И на тоа дипломирав, на тоа магистрирав, најверојатно и на тоа ќе докторирам. Камените артефакти од праисториските локалитети во Република Македонија вообичаено се многу запоставени, но тие многу ни кажуваат за нашата историја, за нашата археологија, за обичаите, верувањата, практиките на луѓето од еден сосема древен свет. И ова кој што оди на екранот, тоа е насловната страница на мојата монографија за Рукбајер, која што во форма на магистарски труд ја бранев на Универзитетот во Белград пред 2 години. Да, таа е оригинално публикувана на српски јазик, исто како што е одбранета, со еден увод на македонски јазик. Во превод е најголемиот проблем со кој се соочуваме е дека немаме терминологија за тој тип на артефакти во македонскиот јазик и големи се изискувањата на еден археолог да ја создаде таа терминологија во однос на целиот овој сет на ансамбли, но како и да е, најверојатно ќе излези на македонски јазик, ја земав како еден комплекс од локалитетот Рукбајер, бидејќи прво пред се тоа се артефакти кои се ископувани во 1970 година и воопшто не се публикувани, беа заробени во депото на Музеј Завод Штип, кои беа љубезни да ми го отстапат тој непубликуван материјал. И јас едноставно научно го обработив, тоа се нарекува петролошка, типолошка и технолошка анализа на камените артефакти од историјата, нели веќе ако одиме со нека постручна терминологија, и во една сублимирана форма тоа го изнесувам на отприлика 150 страници во својата монографија. Таа е достапна под лиценцата на Creative Commons и луѓето можат бесплатно да ја симнат од сајтот на ХАЕМУС, haemus.org.mk. Така. Следната тема на која што сакам да разговарам е туризам во Македонија, ама преку археолошката приказна на нашата земја. Што опфаќаат турите што вие ги организирате и колкав е интересот за нив? Воедно, зашто туристите најмногу се заинтересирани? Туризмот е приватен сектор и нормално дека тој апсолутно е независен од се друго што се случува околу нас, иако инкорпорира голем број на аспекти, особено најмногу инкорпорира културното наследство, историјата, археологијата, спомениците, бидејќи практично турите кога се пакуваат, сите овие работи се вклучени во нив. И јас, бидејќи работам голем број на години во тој приватен сектор, најчесто соработувам со туристичките агенции или со организации или компании кои што ме најмуваат да ги водам тие тури.
но јас претпоставам дека вие повеќе сакавте да ме прашате за оние тури кои што јас бесплатно ги водам за граѓаните. Да, еднаш или два пати годишно, ете така заради промоција на нашето културно наследство правам тури кои што се бесплатни за граѓаните, обично ги објавувам на Facebook и на Twitter, бидејќи е голема заинтересираност. Да, одреден број само можат да дојдат, знам да еден водич не може да води повеќе од 50 до 60 луѓе, бидејќи еднаш ми се случи да дојдат 250 луѓе за турата низ Отоманското наследство на Скопје. Морав потоа со ваучери. Никако не е лошо, но од физички аспект, па дури и од емотивен и ментален аспект, еден водич не може да се справи повеќе од 60 луѓе и тие тури ќе продолжам и понатаму. Каде ги водите луѓе? Обично ги водам во Скопје, бидејќи секое друго патување би изискувало тие финансиски да партиципираат. Иако се случи оваа година во рамките на Хајмус за Денот на музеите ние да организираме тура за Кокино и за Кратово во соработка со агенцијата Арго Травел. Мислам дека ми кажа отприлика дека за 2 часа беше распродадена. Така, одлично. Добро, сакаме за уште една тема да подискутираме. Тука многу дискутираме за локална самоуправа, а знаеме дека археолошкото наследство сега е под менаџирање, значи во менаџерските раци се на градоначалниците. Колку сте вие задоволни од нивното менаџирање? По осамостојувањето на нашата локална самоуправа како посебни ентитети, целото културно и природно наследство во рамките на една општина им припадна на нив. Значи да се грижат, да менаџираат, да ископуваат, да го пакуваат, да го презентираат. Некои општини, како што е например Охрид или Струмица, за Скопје веќе не зборувам, бидејќи е голема локална самоуправна единица, многу добро се снајдоа со тоа пакување и презентација на културното и на природното наследство. Но огромен број од општините кубурат со стручен кадар и за разлика од кај нас, секаде во светот има најмалку еден човек вработен во еден сектор кој се нарекува културен или археолошки ресурсен менаџмент и кој што има задача буквално да ги собира, да ги архивира, да ги попишува, да ги опишува, да ги пакува, да ги презентира сите тие работи од нашето наследство. Сега, незадоволство е многу строг збор. Со оглед на тоа дека нашата локална самоуправа е прилично млада, но би требало да обрнат повеќе внимание, особено бидејќи ние имаме многу млад кадар кој што има огромен потенцијал, кој што има огромно знаење и ги употребува алатките на новите медиуми и би требало, ако не веќе да ги вработуваат, барем да ги ангажираат на подолг или на пократок временски рок, како секој од сите тие ентитети би си нашол задоволство од работењето на својата експертиза. Од аспект на најдобар промотор за Македонија за 2010-та, што му недостига на македонскиот туризам? На македонскиот туризам многу работи му недостигаат, но јас би го барала проблемот или коренот на проблемот малку подлабоко, а тоа е дека прво се што е ископано од археолошките локалитети на Република Македонија, се што е истражено, конзервирано, сето тоа треба да се публикува, бидејќи вие само врз база на еден научно публикуван труд можете потоа да направите приказка за туристите. Вие не можете да измислите. Не мора ни да измислуваме прекрасно културно наследство. Се што треба да направиме е само повеќе да го публикуваме. Јас постојано ги храбрам моите колеги, па дури и организациите и единиците на локалната самоуправа, што е можно повеќе да вложуваат во нашата промоција на интернет. Бидејќи тоа е еден од најдобрите маркетинзи што може една држава да си го дозволи, а и не кошта кој знае колку многу. Организација на Хајмус во Музеот на град Скопје во понеделникот се одржа предавање на тема Грбот на Република Македонија, тема за дилема, го читам затоа што така беше насловено, на хералдичарот Јован Јонески. Зошто сметате дека Грбот на Македонија е тема за дилема? Хајмус веќе една година прави јавни предавања со разни академски градини, би ги нарекла, кои што на еден прилично популарен начин темите од археологијата, историјата, хералдиката, палеонтологијата ги доближуваат до луѓето на еден или до неакадемската публика која нема начин како да дојде
до некои библиографски единици или до сознание. И тие предавања се прилично добри, бидејќи во вториот дел фаќаат интеракција со публиката, публиката може да се кажат своји мислења, да дебатираат или едноставно да кажат што осознале во однос на некоја тема која што вечерта е тема за дебат. Сега, грбот на Република Македонија е навистина тема за дебата и тема за дилема. Прво заради тоа што она што ние во моментот го имаме како грб на Република Македонија не ги прати хералдичките принципи. Или не така како што се тие во светот во научни рамки. Ние до 2006 година знаеме дека немавме грб на нашите пасоши. Потоа во 2006 година беше втиснат грбот на Народна Република Македонија, а од 2010 година со закон од тој грб се тргна звездата, што значи дека ние се уште го имаме истиот грб на Народна Република Македонија. И сега нашиот предавач Јован Јоновски, кој е хералд и кој е основач на Македонското хералдичко здружение, ни образложи еден историски тек на разните грбови кои што носат таков символизам Македонија. Мислам дека за неколку дена ќе биде видеото достапно на официјалниот YouTube канал на Хајмус, луѓето ќе можат да го погледнат и потоа нели и самите да дебатираат и да размислуваат. Поентата после ова предавање која мене сериозно ме загрижи е дека луѓето не се идентификуваат со ниту еден символ кој што би можеле да го ставиме на нашиот грб. Второ, не би можеле да го употребиме символот златен лав на основа, бидејќи веќе од страна на Бугарија е регистриран на светско ниво како интелектуална собственост. И третот, кој јас најмногу се плашам, а веројатно и хералдичарите, е да не дојде некој трет медијатор и да не направи грб со некакви географски и политички одредници. Поради тоа, Хајмус како Центар за научни истражувања и промоција на културата инициираше едно вакво предавање. Мислам дека ќе следат потоа и работилници, можеби предавања во другите градови во Република Македонија, бидејќи идентитетот на една држава се три работи: химната, знамето и грбот. Да. И тоа е нешто кое што Македонија требаше да го стори во 1991 година, но еве и во 2013 година останува нерешено како прашање, како тема за дилема, како тема за дебата. Може би ова предавање ќе го повторите, ако некој не слушнал, еве сега му откриваме, а јас ќе прашам кои се следните проекти на Хајмус, вакви предавања или може би нешто друго? Следниот голем проект на Хајмус е Хајмус Journal, или тоа е списанието Хајмус, кое што го издава нашиот центар. Го носи нормално името на центарот и представува академско електронско списание за археологија и за историја на Балканскиот полуостров. Не сакавме да се ограничиме само на Македонија, бидејќи нашето наследство и не можеме да го разгледуваме одвоено од другите балкански земји. И всушност и Хајмус како организација е регистрирана на балканско ниво за целото балканско наследство и балкански полуостров. И со ова списание, с кое што го спремаме веќе вториот број, првиот може да се симне од интернет, Македонија доби светско археолошко историско списание во кое што секој засегнат на овие тематики за Балканскиот полуостров од праисторијата до модерното време може да публикува. Бордовите кои што исто така се видливи на страницата на списанието haimus.mk се составени од луѓе кои работат во областа на културното наследство и кои се докажани во светски рамки, така да на тој начин тоа списание си добива една огромна тежина. Голем број од нашите колеги публикуваат на моја особена чест и задоволство, бидејќи ние всушност и немаме некое официјално списание каде што би можеле да си ги публикуваме нашите научни трудови. Господје Димитровски, јас ви благодарам што одвоивте време, се надевам повторно ќе се видиме и продолжете со вашата активна работа. Јас лично како поединец ве следам на интернет. Така, јас ви благодарам за гостувањето и ќе ми биде чест ако и повторно гостувам во вашата емисија и во вашата телевизија. Благодарам. Ве водиме во Кавадарци, а таму зголемен број